Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Пуштена во потреба новата приемна амбуланта во општа болница, која досега беше заменувана со хируршката. Гужвите кои беа секојдневие при приемот на пациенти ќе станат минато. Кочанската болница досега немаше приемна амбуланта. Болните од различни болести доаѓаа во хируршката, која, како што и кажува името, треба да биде само за хируршки болести. Од денеска приемната амбуланта е ставена во функција, со која се очекува да се стави ред и да се намалат гужвите при приемот на пациенти. Новата приемна амбуланта ќе служи и за закажување на пациенти преку проектот Мој термин. Потребата од приемна амбуланта е дамнешна потреба, значи долго време укажува лекарите специјалисти за недостаток токму на оваа амбуланта, бидејќи се случуваше после 16 часот и во вечерните часови самата хируршка амбуланта да функционира и како хируршка и како приемна, што се случува немили сцени, значи може во исто време да дојдат и двајца пациенти, се ствараше еден вид гужва. Така да сега оваа амбуланта ќе ја растерити таа гужва, значи во исто време ќе можат на две места да се прегледуваат пациенти, поготово ако се од различна патологија. Така да до 16 часот може да ја користат лекарите хирурзи за и како амбуланта за во проектот Мој термин, бидејќи се случува во исто време да имат двајца лекари во исти термини, значи нема да се ствара гужва, побрзо ќе се прегледуваат пациентите, додека после 16 часот ќе се користи исклучиво само како приемна амбуланта. Апостоловски најавува и целосна реконструкција на влезот на болницата. Ќе се преместува од спортивната страна каде бил порано и зашто е и наменет тој простор. Сегашниот влез ќе се преуредува и ќе се постават шалтери кои ќе служат за закажување и за ставање ред на чекање пошто пациентот ќе биде упатен во ординацијата за која има потреба. Со тоа значително ќе се подобри амбиентот и условите во кои работат вработените, како и ќе се стави ред од каде треба да влегуваат пациентите кои се за преглед, а од каде пациентите кои се итни и во количка или кревет. Со цел размена на идеи за поуспешна реализација на проектот Градови без корупција, градови со иднина, во која е вклучена општината Виница, средба на градоначалникот Дончев со представници на Светска банка. Проектот вклучува изработка на антикорупцијска стратегија заради ефективно управување со развојот на општината во насока на инклузивен и одржлив развој. Екс-градоначалникот на главниот град на Боливија, Ла Пас, Роналд Меклина Борај, е еден од оние први луѓе на општините кои исклучително успешно се справиле со корупцијата и тоа во мошнекус период. Виница е една од двете општини во Македонија со кои што работиме и навистина ни е многу драго што сме тука и што имаме можност да ја посетиме Виница, да се сретнеме со градоначалникот и да разбереме повеќе за прогресот во самиот проект. Значи, кога од една страна имаме ниски плати и несигурна вработеност, од друга страна можности за корупција, тоа се практични услови во кои што корупцијата може многу лесно да се пробие и да цвета. Токму поради тоа потребно ни е партнерство со градоначалник, кој што ќе биде чесен градоначалник и граѓаните, партнерство меѓу чесниот градоначалник и граѓаните. Градоначалникот кој што ќе биде отчетен пред граѓаните, а граѓаните ќе го следат. Бидејќи транспарентноста и отчетноста да се во основа на борбата и кои што заедно значи ќе успеат да ги насочат своите напори за искоренување на корупцијата. Овој проект не значи дека ова е мерка да се искорени корупцијата, може и да нема, но превентивно да действуваме за да тоа не се случи. Како што реков многу пати досега, државата има своја стратегија за борба против корупцијата. Ова е симнување на локално ниво на оваа стратегија, на оваа борба против корупцијата. Досега оди добро, веќе се привршуваат последните сесии и ние како општина на 17 декември во Љубљана ќе имаме презентација на овој проект. По трите работилници и водечкиот тим од Виница се концентрираше на три области подложни на корупција: финансиски менеджмент, човечки ресурси, издавање на дозволи и одобренија, за кои ќе се прават детални анализи, кои се најслабите алки во тие сектори и каде има простор за коруптивни дејства. Во Кочани се одржа првата форумска сесија од проектот за управување со речниот слив на Брегалница. Предвидено е да се одржи уште една работна средба, на која ќе се избере проектот со кој општината ќе се обиде да добие средства од швајцарската влада.
На првата форумска сесија на проектот за управување со сливот на реката Брегалница, што се одржа во Кочани, присутните граѓани ги разгледуваа актуелните и најважни проблеми со отпадните води во општината. Нивна задача ќе биде потоа да дадат предлози како тие да се решат, а најдоброто решение ќе конкурира за дел од 50.000 швајцарски франци, што како грант за проектот ги дава владата на Швајцарија. Форумската сесија всушност е трета поред, со оглед што минатата година се одржаа две работни средби на кои проектот беше презентиран во присуство и на донаторот, швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања. Ова е првиот дел од малите инфраструктурни проекти кои што се даваат на сите 14 општини вклучени во проектот, 3 надвор источниот плански регион и 11 во источниот плански регион, а подоцна во март месец ќе следува грант кој што ќе е поголем и во кој што ќе биде за дел од општините кои што ќе се признесат со најдобри проекти. Форумските сесии се спроведуваат во сите општини вклучени во проектот за управување со сливот на Брегалница, а во Кочани е предвидено да се одржи уште една средба. Втората сесија се очекува некаде наредниот месец, почетокот на наредниот месец или најскоро за 2 недели. Во зависност од проблематиката и проектите, како и што ќе бидат склопени проектите, техничка документација и останат. Во дел од општините веќе се одржаа форумски сесии околу проектот, а веќе в петок ќе се одржи и првата сесија во Виница. Швајцарската влада преку својата агенција за развој и соработка донира 4.460.000 швајцарски франци за проектот за управување на сливот на Брегалница. Дополнително со над 800.000 франци ќе учествува и владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина и земјоделство. Годишната Моника Митева од Кочани е жетварска убавица за 2013 година. Така одлучи жири комисијата на вчерашниот избор, со што и започна манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. За забавниот дел се погрежи музичката звезда Кристина Арнаудова и етно джез трио со Тоше Филипов. Во конкуренција од 14 преубави девојки на традиционалниот избор на жетварска убавица, жири комисијата имаше тешка задача да ја избере најубавата. Титулата жетварска убавица на Кочани за 2013 година ја понесе Моника Митева од Кочани, која има 15 години и е членка на фолклорниот ансамбл Кочани. Не очекував оваа награда. Многу сум среќна. Учествувам и сум дел од фолклорното друштво Фа Кочани од Кочани. За прва предружничка беше избрана Јована Јорданова, а за втора Симона Ѓоргиева. Јас сум презадоволна, навистина сум многу среќна што сум токму прва придружничка. Победничката, така? Да. И многу ми е мило, бевме сите супер, многу бевме убави. Многу ми е мило што сум избрана за втора придружничка на жетварската убавица. Се надевам дека ќе имам можност повторно да учествувам и ово беше неочекувано покрај целата конкуренција. Многу сум задоволна. Наградите на најубавите девојки им ги врачи градоначалникот Радко Димитровски. Жетварската убавица доби награда од 4.000 денари, првата придружничка 3.000 и втората 2.000 денари. Ова е настан кој што представува необичен избор на убавица, туку тоа е еден уметнички перформанс во кој што се обидуваме да направиме спој меѓу традицијата и современото, преку убавината, фолклорот, музиката, а за тоа ни помагаат секако убавите девојки кои ги има многу на број во Кочани. Девојките имаат 3 представувања, во долг и краток фустан и во народна носија. За време на нивното излагување се читаа стихови кои направија спој помеѓу убавото и традиционалното. Стиховите беа придружувани со музика од етно джез трио, кои се потрудија да ја расположат публиката. По второто представување на девојките, Кристина Арнаудова ги забавуваше присутните, а на сцената заедно со неа излагуваа најмалите, кои естрадната музичка звезда со воодушевување ги прифати и играше со нив на сцената. Арнаудова, освен забавни, пееше и народни изворни македонски песни.
За време на изборот присутните имаа можност да вкусат од кочанскиот ориз што го делеа членови на кочанските фолклорни ансамбли. Овогодишната жетварска убавица Моника Митева ќе има честа да ја ожнее првата ракатка ориз на традиционалната жетва на оризот, што годинава ќе се одржи во нивата во село Горни Подлог, со што и официјално ќе биде означен стартот на жетвата на оризот. Општина Чешиново Облешево ќе се обиде да го сруши светскиот рекорд во количина на подготвен сутлијаш. Настанот е дел од програмата за одбележување на општинскиот празник, а се планира за сабота во Чешиново. Општината Чешиново Облешево сака да се запише во Гинисовата книга на рекорди. За да го постигне тоа, ќе организира подготовка на доволни количини сутлијаш, што ќе ја вброи меѓу необичните светски рекорди. Досегашниот рекорд во варење сутлијаш е 330 килограми, а чешиновци ќе се обидат да подготват двојно повеќе. Досега се обезбедени 1000 килограми бел ориз и околу 2000 литри млеко, како и потребните количини шеќер и други состојки. Токму на празникот на општината, в сабота, на Мала Богородица, на сред село во Чешиново ќе започне варењето на оризот за да се добие најголемата количина сутлијаш на едно место. Веќе било договорено да се позајми казанот од штипското село Сарчиево, во кој се вареше граф, со што штипјани исто така на 2 пати го рушеа Гинисовиот рекорд. Сепак, на подготвувањето на рекордната количина сутлијаш годинава нема да има представници од Гинисовата книга на рекорди, затоа што тоа ќе било само генерална проба за до година. Сите состојки за сутлијашот се обезбедени од донатори, а во подготвителните работи за рушење на рекордот голем придонес дале и жителите на Чешиново. За да се свари толкова количина сутлијаш, помош е побарана од искусни готвачи со совети како оризот да не загори. За време на подготовката на Гинисовиот сутлијаш ќе има и културно-забавна програма со учество на фолклорни ансамбли, а потоа во рамки на одбележувањето на празникот на општината ќе се одржи концерт на кој ќе настапат Владко Лозановски и Сашо Гигов Гиш. 14 деца од Виница, Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци, учесници на вториот детски музички фестивал Музички бранови 2013, настапија пред своите соученици од Виница. На сцената на Домот на културата Тошо Арсов настапи победничката Нина Ѓоргиевска, која е токму од оваа општина. Градоначалникот Дончев најавува организирање на ваков фестивал и во Виница. 14 композиции од фестивалот на детска песна Музички бранови беа презентирани пред виничката јавност. Учесниците од Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци ги испеаја песничките од фестивалот кој втора година се одржува во Кочани. Општина Виница финансиски го помага фестивалот, бидејќи учесници се и деца од оваа општина. Овогодишната победничка рокерката Нина Ѓоргиевска е токму од Виница. Градоначалникот Дончев најави ваков фестивал да се организира и таму. Втора година поред општина Виница го поддржува овој детски фестивал, како што рековте, на фестивал учествуваат и деца од Виница и еве ќе направиме напор во наредните години да организираме ваков фестивал и во нашата општина. Покровителите на фестивалот од организаторот Профи Медиум добија благодарници за поддршката. Литературно рандеву се одржа во Кочани во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Учествуваат творци од Националниот сојуз на писателски асоцијации. Литературна средба на членовите на Сојузот на писателски асоцијации на Македонија во библиотеката Искра. Настапија писатели и поети од повеќе литературни клубови од 10 градови, членови на Сојузот, меѓу кои и домакинот Кочани. Секој поет своја песна ќе прочита и зависи од кој жанр, од самиот поет зависи. Зашто не е сугерирана тематиката од домакинот, а штом не е сугерирана, кажано ние да испратиме песна, пратим се песните, веќе познати се во литературниот клуб Копнеш. Литературната средба била иницијатива на библиотеката Искра, а намерата да се промовира Националниот сојуз на писателски асоцијации и во Кочани. На денешната средба се присутни повеќе од 30 учесници од цела Македонија, од повеќе градови, а по истиот повод е печатен билтен и сите гости пристигнаа речиси сите поканети гости со оправдани причини на Охрид и Кавадарци
навистина оправдани причини. Инаку, мислам дека оваа средба ќе биде прва од ваков вид после долго време, поради тоа што нашата општина е позната по своите литературни средби на државно ниво, но имавме малку поголем прекин во тоа. Од библиотеката Искра се надеваат дека токму оваа средба ќе значи нов почеток на праксата на нивно повторно организирање. Накид од археолошките локалитети Виничко Кале, Гробана и Коколов Рит, изложени во музеот Теракота во Виница. Преку изложбата се представува античкиот накид како украс, преку кој археолозите прибираат информации за тоа како живееле луѓето во одреден временски период. Накидот пронајден на трите археолошки локалитети кои во изминатиот период беа предмет на истражување на археолозите од музеј Теракота, изложен пред пошироката јавност како настан кој ќе ги одбележи Европските денови на културното наследство. Накидот е повеќе од украс. Токму со таа идеја, вработените во музеј Теракота на децата преку декорации им раскажаат детали од историјата од 9 век пред нашата ера, па се до средниот. Тоа се археолошкиот локалитет Виничко Кале, археолошкиот локалитет Гробана и археолошкиот локалитет Коколов Рит. Според најавите од музеот Теракота, во следниот период како туристичка цел во екскурзиите кои ги организираат, ќе биде гробната архитектура од археолошкиот локалитет Коколов Рит. Тумулите се специфичен начин на погребување затоа што и после завршувањето на археолошките истражувања на самиот терен останува дел од таа гробна архитектура која што ме делува интересно и мислиме дека оваа екскурзија која што е предвидена за текот на следната недела исто така ќе предизвика интерес и внимание кај нашите посетители. Влезот за посета на музеот Теракота ќе биде слободен до 27 септември во рамките на неделата на културното наследство. И за крај информацијата од спортот. Во следните 2 викенда основците ќе се рекреираат и дружат на отворените забавни фудбалски школи. На стадионот Никола Мантов се очекува да земат учество 200 ученици на возраст од 7 до 11 години. Отворените забавни фудбалски школи се организираат по 11 пат. Носител на проектот е Основното училиште Никола Карев во соработка со фудбалскиот клуб Кочани, а покровител годинава по 5 пат е локалната самоуправа. Во овој изминат период, поминаа многу генерации преку оваа фудбалска школа или отворена забавна фудбалска школа на која на самиот терен се случуваат сите тие игри, возраст од 7 до 11 години. Негде една година, негде поминуваат околу 200 учесника. Поделени се на 12 станици, на секоја станица се има своја, како да кажам, своја игра, своја приказка, почнувајќи од много тенис, од кошарка, елементарни игри, штафетни игри, игри хокеј, потоа фудбал, со обрачи, со штафетни игри. Учениците ќе бидат распределени согласно нивната возрастна категорија, а во деновите на одржувањето на овој хепенинг ќе поминуваат по 5 часа во рекреација и дружење, по 3 на секоја спортска станица. Ова година, малку не изменет начинот на спроведувањето на оваа летна училишна спортска школа, која за прв пат се организира во месец септември, кога се и учениците веќе на настава, а изминатите години тоа се случуваше втората половина на август месец. Ќе се работи 2 викенда, првиот викенд ќе биде тоа во сабота и недела и наредниот викенд исто така сабота и недела и со тоа ја завршуваме оваа училишна летна отворена забавна фудбалска школа 2013 година. Со децата ќе работат 12 инструктори, професори по физичко и здравствено образование, како и наставници по одделенска настава, кои оваа пракса потоа би можеле да ја вметнат и во своите часови по односните предмети.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.